Police, fire, and medical. Okay, what's going on? Навидум, ова се обични канцеларии со монитори и зафатени вработени кои одговараат на повици. Oh, well, I mean, everything really happens in seconds. Ова е типичен диспечерски центар во Омаха, Небраска. Секој од нас прима по 200 повици дневно. Понекогаш примаме и по 260 до 270 повици по оператор. Оние кои се явуваат обично бараат противпожарна, медицинска или полициска асистенција. Тоа се прави во 30 секунди до минута. Се прибираат сите информации, операторот зборува, но и ги запишува на компјутер податоците за да може диспечерот истовремено да види и да реагира брзо. Операторите остануваат на линија додека диспечерите да воспостават контакт со пожарникарите или со итната медицинска помош. The call is going to be presented on a Го следам повикот на екран. Прво гледам кои служби од тие што ми требаат се достапни, според нивната географска оддалеченост. Ги повикувам да интервенираат тие кои се најблиску. Понекогаш е потребна полиција. If there's a burglary in progress. Ако има разбојништво, ако некој влегол во куќата и се уште е таму, зборувам на телефон со тој што се јавил, за да го насочувам додека не дојде полицијата. Ова може да биде многу стресна работа, особено кога помошта не стигнува на време. Car got rear-ended. Во судир на камион и автомобил, две лица останаа во автомобилот при што избии пожар. Не можеа да излезат, бидејќи беа заглавени од камионот. Цело време бев на линија, ги слушав како врискаат за помош. За операторите има и психолошка поддршка. Ова е тешка работа, но ги исполнува. Now that's Знаеш дека нешто можеш да сториш, да помогнеш. Тоа е предизвикот, тоа е наградата. Операторите работат во 8-часовни смени за службата да биде достапна цел ден и цела ноќ, бидејќи никој не може да го предвиди следниот итен повик.